Медиумите да ќе се вклучат. Молам? Да чекаме медиумите да се вклучат. Не, вклучени си сите. Има вклучени медиуми? Кој се вклучил, се вклучил. Ние во Што време планира? треба да се почне. Панел 5, да. Добро. Еден проблем. Ајде. Окей. Добро, почитувани колеги, ја отварам 64-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. За седницата го предлагам, првим да констатирам дека сме сите присутни, а за седницата го предлагам следниот дневен ред: усвојување на годишниот извештај за работа на ДКСК за 2021 година. Усвојување на годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за корупција и судирни интереси за 21-25 за периодот од 1.1 до 31.12.21. И трета точка, прашање и предлози. Дали се согласуваме со дневниот ред или имаме некој нешто да дополни? Повели Влад. Јас предлагам да го дополниме дневниот ред со уште една точка, можеби како трета, а тоа би било измена и дополнување на годишниот план за проверка на имотната состојба и на интересите на службените лица, по насока да поведеме или но ќе продискутираме кога ќе биде точката на дневен ред околу можноста како категорија да бидат воведени и пратениците. Добро, дали има некој некаква забелешка по оваа точка или да го изгласаме дневниот ред? Нема забелешки, тогаш предлогот за дневен ред го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Преминуваме на првата точка, годишниот извештај за 2021 година. Кратко реферирање околу се она што е направено во 2021 и што е напишано во извештајот, ќе даде колешката Катица Николовска. Повеликата. Благодарам, председателка. Како и секоја година, обврска е до март, 31 март, до Собранието на Република Северна Македонија да доставиме годишен извештај за нашето работење во претходната година. Ова е прилика да накратко да запознаеме јавноста она што ќе го содржи годишниот извештај. Само да кажам дека во текот на утрешниот ден ќе биде доставен до Собранието и објавен на нашата веб страна, што ќе биде јавно достапен и сите кои што ќе бидат повеќе заинтересирани да обезбедат дополнителни податоци и информации можат слободно да ги проверат сите состојби. Истовремено, ќе кажам дека за одредено време после извршен превод, извештајот ќе биде достапен и на албански јазик. Она што е карактеристика во работењето на ДКСК во оваа 21 година се условите кои што, иако малку се беа подобрени во однос на почитувањето на мерките наметнати поради короната, сепак може да се каже генерално дека работењето беше на подобро ниво, поефикасно и имаме завршено повеќе работа во однос на претходната 20 година. Големите промени се однесуваат пред се во екипирањето на Државната комисија, односно во зголемувањето на бројот на вработените, за запознавање на јавноста дека во минатата 21 година според систематизацијата која што беше променета од планираните 64 работни позиции, пополнети се 34, што представува некаде околу 53% од пополнетост на планираните работни места. Ова зголемување на бројот на вработените се должи пред се на унапредување на 6 административни службеници кои што се со долгогодишно работно искуство во комисијата. Понатаму преземани се 4 лица согласно законот за преземање на административни службеници вработени преку К5 програмата, согласно планот за преземање на нераспределени административни службеници и нови вработени код планираните 8 се реализираа 7 вработувања и едно од тековните лица вработени во ДКСК се вработи на повисоко работно ниво.
Исто така, во текот на 21 година со преземање беа вработени во комисијата уште 2 административни службеници како раководни лица. Што значи дека полека се закрупнуваме, имаме сега солидна раководна структура, така што работењето се олесна. Зајакнувањето на капацитетите така сака е од исклучително значење за непречено одвивање на работните процеси на комисијата, особено што во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија за 21 година се констатира дека е постигнат одреден напредок во борбата против корупција, посебно истакнувајќи ги активностите на Државната комисија за спречување на корупцијата, како раката дадена од нивна страна дека треба да се продолжи и со напорите за да се зацврстат капацитетите на комисијата. Понатаму во делот на надлежностите кои што ги има Државната комисија согласно Законот за спречување на корупција и судени интереси, прва важна надлежност што ја исполнивме, започнавме да ја реализираме оваа година е реализацијата на националната стратегија за спречување на корупција и судиродни интереси. Знаеме каков процес поминавме додека ја донесовме и додека беше усвоено од страна на собранието, меѓутоа оваа 21 година започна да се реализираат дел од овие планирани мерки и активности. Само кратко подсетување, со националната стратегија беа опфанати 2 хоризонтални области и 13 сфери од секојдневното работење кои што ги утврдивме како најпроблематични. За сите тие се утврдени 54 проблеми да се решат преку 111 мерки и 191 активност. Она што беше како за задача дека треба да се реализира во текот на 21 година се 111 мерки. Од тие 22 се реализирани, 59 се нереализирани, 30 активности се во тек. Или процентуално, ако се гледа, околу 20% од планираните мерки активности се реализирани, 27 се во тек, 53% од планираните активности се нереализирани. Она што го видовме во текот на евалуацијата на овие денови, на последните месеци, кажува дека доста добар дел од активностите се започнати, меѓутоа, знаејќи дека промените се однесуваат, овие активности се однесуваат на промена на голем број на закони, говори фактот дека тие активности се делумно спроведени, направени се одредени измени, дополнување на законската регулатива, меѓутоа, бидејќи истите се во собраниска процедура и се уште не се усвоени, нивниот статус е нереализиран. Се надеваме дека оваа година доста добар дел од истите ќе бидат реализирани. Јас не би должела повеќе, затоа што веќе наредната точка е усвојување на извештајот од националната стратегија, па ова е само чисто реферирање на обемот на активностите кои што требаше да се реализираат оваа година. Понатаму, секако најголема надлежност на комисијата е постапување по предмети од областа на корупцијата, на судиродни интереси, истражување на имотна состојба, постапување во изборни кампањи и така натаму. Како секоја година, бројот на пријави или предмети по кои што работиме се зголемува, така што во оваа година сме примиле 583 пријави од областа на корупцијата, 89 од судиродни интереси, 48 од финансирање на изборни кампањи или вкупно 720 пријави. По собствена иницијатива сме отвориле 16 предмети од областа на корупцијата, 17 од судирни интереси, 45 од имотна состојба, 6 од финансирање на изборни кампањи или вкупно 84 предмети. Од тоа сме донеле одлуки за 675 предмети или, ако се гледа процентуално, има дадено график, сепак најголем
процент од поднесените пријави опаѓа на сферата на корупцијата. Понатаму имаме дадено преглед за секоја надлежност поединечно, како сме постапувале, колку предмети, колку одлуки сме донеле за секоја област поединечно. Па можам да кажам дека во делот на корупција од 300 сме донеле одлуки за 390 предмети, од тие 162 одлуки се однесуваат за отфрлување на пријавите по основ на ненадлежност на комисијата или други институции постапиле. Понатаму 6 предмети пријави се доставени на надлежно постапување на други органи. За 222 предмети сме запрале постапката поради непотврдени наоди, поднесени се 7 иницијативи до основно јавно обвинителство. Понатаму 5 иницијативи се доставени до надлежни институции за утврдување на одговорност на раководни службеници и препораки 3 до надлежни институции, укажувања 2 и така натаму. Само напомена дека како прилози кон извештајот се подетални прегледи дадени по сите основи на кои што се доставени иницијативи, дали се однесува до јавно обвинителство или до другите органи, и статусот на кои што другите институции одговориле, дали прифатиле, отфрлиле или на друг начин е постапено. Понатаму во делот на областа на судбирот на интереси, карактеристично е што претпоставувам дека пред се на постојаното укажување на комисијата дека службените лица во своето работење мора да внимаваат на судбирот на интереси и да избегнуваат такви состојби, се причина за зголемениот број на барања за мислења доставени до комисијата. Оваа година се доставени 85 барања во однос на 2020, кога се доставени 47, значи двојно повеќе, што само по себе говори дека веќе и службените лица се свесни за можните состојби на судени интереси со кои што се соочуваат во текот на своето работење, па користејќи ја законската можност доставуваат барања до комисијата по кои што ние одговараме, доставуваме одговор за нивно натамошно постапување. Исто така, во делот на судбирот на интереси, она што редовно комисијата го прави е следење и проверка на изјавите за интереси. Тоа се однесува пред се на сите оние избрани именувани лица кои што согласно законот се обврзани да достават таква изјава. И можам да кажам дека во 2021 година бројот на овие поднесени изјави во однос на 2020 година е тројно зголемен, имено поднесени се 1411 пријави, а ова секако се должи на проведените локални избори во октомври месец, поради изборот на нови, разрешување на стари советници, градоначалници, директори, сето она што следи како промена после локалните избори. Редовно се проверуваат овие изјави. Во текот на 2021 година 376 изјави се проверени, или 27% од доставените. Отворени се 17 постапки против службени лица после извршените проверки заради утврдени прекршувања. Меѓутоа, останува во текот на 2022 година континуирано да се работи и да се спроведат наредните проверки. Понатаму, голема надлежност е и следењето на законитоста на финансирање на изборните кампањи. Јас само ќе напоменам дека овде нема да зборувам многу, објаснато е на кратки црти во овој извештај, меѓутоа за финансирањето во текот на изборната кампања имаме објавено детален и голем извештај за сето она што е утврдено како незаконитост, за што сме постапувале, за утврдени слабости и нерегуларности, што е објавен на нашата веб страна. Понатаму, наредна голема надлежност е евидентирање и следење на имотната состојба. Да напоменеме дека законот не обврзува
податоците, односно изјавите за податоците за имотна состојба да се поднесуваат електронски, меѓутоа поради проблемот што произлегува од необезбедувањето на софтвер за електронско поднесување на овие изјави и оваа година не сме во можност да го обезбедиме тоа, но добра страна е што во октомври 2021 година Европската комисија ги обезбеди потребните средства за изработка на ова софтверско решение. Тоа се изработува и според очекувањата треба веќе наредната година целосно да започнеме со негова имплементација и доставување на изјавите преку електронски начин. Она што е интересно дека во оваа година доставени се 2006 анкетни листи, од тоа 908 се по основ на избор и именување, 600 се по престанок на функција и околу 498 за промена, образци за промена на имотна состојба. И ова е резултат на извршените промени кои што настанаа после спроведените локални избори. Она што комисијата редовно го спроведува секоја година е проверка на податоците од изјавите за имотна состојба на интереси и тоа се прави врз основа на годишен план кој што го усвојува државната комисија и врз основа на пријави. Согласно годишниот план за 2021 година, предмет на проверка на податоците беа 14 градоначалници на општините во Република Северна Македонија и градоначалникот на град Скопје, 13 судии од различни судови, председател на управен суд, председател на Виш управен суд и 15 членови на влада. Овие постапки се во тек поради обемноста на документацијата која што се добива од различни институции, зашто е потребен подолг период, така што како се обезбедуваат податоци, информации, така и се одлучува по конкретните предмети. Исто така, во текот на 2021 година, комисијата започна со системска проверка на тоа дали избраните именуваните лица постапиле согласно законските обврски и во рок од 30 дена од нивно именување или разрешување доставиле изјава за имотна состојба и интереси. Она што е видливо и во последните седмици, говори дека службените лица не се многу исполнителни во однос на оваа обврска, така што 753 предмети се оформени поради неподнесување или ненавремено поднесување на листови за образци по именување или по разрешување од функција. Проверка на податоци на анкетен лист по член 92 се во 8 предмети и од годишниот план, како што реков, 45 или вкупно 806. Постапувајќи по овие предмети, издадени се 86 прекршочни платни налози, кои 85 се однесуваат за неподнесување или ненавремено поднесување на изјава, а еден прекршочен платен налог е издаден за непријавување на зголемување на имотот. Во истиот период до ДКСК поднесени се 29 барања за поведување на прекршочна постапка поради неплатена глоба. 91 предмет донесени се одлуки за запирање постапка поради неутврдени разлики помеѓу податоците пријавени во изјавата и податоците обезбедени од други институции. Редовна активност е водењето на прекршочни постапки согласно законот за неисполнување на законските обврски од страна на службените лица. Прекршочната комисија на ДКСК води прекршочна постапка и се изрекува глоби. Во 2021 година издадени се 122 платни налози по утврдени прекршувања. Од тие 122 платени се глоби по 82 платни налози, од кои се наплатени 1.035.334 денари во буџетот на Република Северна Македонија. По 44 предмети поведени се прекршочни постапки пред комисијата и од овие 44 изречени санкции се глоби 24, санкција опомена 1,
Повторено е барање за поведување постапка за порамнување во 7 случаи, во една постапка е запрена барањето, поднесени се тужби до управен суд во 4 случаи, а од донесените решенија од Прекршочната комисија за изрекување прекршочна санкција глоба изречени се глоби во вкупна вредност од 520.610 денари. Во делот на антикорупцијска проверка на закони ние редовно по барање или по собствена иницијатива, работејќи по други предмети, доколку утврдиме неусогласености на законската регулатива, самостојно отвараме иницијативи за проверка на законската регулатива. Така што и оваа година имаме покренато постапки за повеќе закони, како што е Закон за здравствена заштита, конкретно член 155б и член 163, Закон за детски градинки, конкретно за категорија на работни места и начин на управување, Закон за судски совет, Закон за решавање на спорот помеѓу влада на Република Северна Македонија и МАК Петрол АД Скопје по патна спогодба, Закон за работни односи, Закон за игри на среќа и така натаму, дадени се мислења до надлежни институции, но и секако најважен момент кој што сум должна да го потенцирам е учеството на Државната комисија во работната дел од работната група која што работеше на новите законски решенија во делот на Законот на висока раководна служба, Закон за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници, кои што се уште за жал не се знае судбината каква е на тие дадени предлози и решенија. Оваа година преку бројни активности ДКСК започна да реализира и други надлежности, како што се анализи на ризици од корупција во различни сектори. Тоа се анализи извршени во сферата на вработувањата, во сферата на урбанизмот, во сферата на просторното планирање, со поддршка од други меѓународни организации. Во 2019 година беа доделени номинирани експерти кои што работеа на утврдување на ризици од корупција во повеќе области. Оваа година, 2021, започна да се гледа ефектот од нивната работа, така што беа изготвени доста голем број извештаи, дадена е слика на состојбата во конкретните сфери и дадени се препораки, кои што препораки Државната комисија ги упати до соодветните министерства да се земат во предвид при измената на законската регулатива. Подетално е објаснето во извештајот од кои проекти произлегуваат овие активности. Исто така започна да се реализираат активности во однос на едукација и јакнење на свеста за корупцијата и содирот на интереси. Тука ќе го споменат проектот антикорупцијска едукација на ученици во средни училишта, кој што заврши и кој што е добро прифатен од Министерството за образование и наука и кој што изјави намера да мерките и препораките кои што се произлезени од овој проект бидат имплементирани во процесот на образование. Понатаму, преку организирање на јавни дебати, само да напоменам дека во мај беше одржана јавна дебата на тема уредување на правниот статус на бесправно изградените објекти. Понатаму, во јули, дебата на тема истражувања и анкети за состојбите во правосудството. Во септември, јавна дебата локални избори 21 интегритет на изборниот процес и интегритет на учесниците. Во ноември 2021 година одржана јавна дебата на тема состојбите во животната средина, управување со отпад, значително придонесоа за подигнувањето на свеста во јавноста за сите ризици кои што се наоѓаат како коруптивни ризици во овие сфери. На јавните дебати беа поканети и активно учествуваа признаени експерти од конкретна област, универзитетски професори, министри и директори на институции од конкретниот ресор, граѓански издруженија, новинари и други заинтересирани страни.
Како резултат на овие дебати, дефинирани се заклучоци и доставени се до ресорните министерства како критични точки што треба да се земат во предвид и надминат при креирање на нови или измена на постоечките законски решенија. Исто така, покрената е кампања за интегритет, која што имаше за цел да ги опфати неколку целни групи, јавност, лица од сите етнички групи, религии, националности, представници на медиуми, студенти и млади ученици. Значи, сето тоа придонесе за зајакнување, за подигање на свеста на јавноста за важноста на борбата против корупцијата. Понатаму, како надлежност на Државната комисија која што произлегува од друг закон, односно Законот за заштита на укажувачи, е токму тоа, заштитата на укажувачите. Тука имаме подобрување, пред се дека имаме направено софтверско решение во кое што процесот на поднесување на пријави по овој основ е целосно автоматизиран и е обезбедена целосна заштита на лицата кои што доставуваат пријави по овој основ. Имаме подобрување тука и во овој дел имаме подобрување како во однос на одлучувањата, имаме одлучувано по 9 пријави. Меѓутоа и зајакнат е капацитетот на лицата кои што работи по овој основ. Понатаму има дел кој што се обрнуваме на надлежностите кои што ги спроведува ДКСК во однос на препораките од ГРЕКО, иако овие активности не зависат целосно, реализацијата на овие препораки не зависи целосно од Државната комисија, сепак се обраќаме, даваме своје мислење во однос на ова и нашите исполнувања во тој дел. Во делот на оценка на состојбата на корупција и борбата против корупцијата во државата, интересен дел кој што произлегува пред се од извештаите кои што ги изработуваат други меѓународни или домашни организации и тела и кои што даваат мислење за состојбите. Тука е пред се извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија, каде вели дека Северна Македонија има одредено ниво на подготовка, односно е умерено подготвена за пристапување, за пристап кон Европската Унија. Меѓутоа, тука е и извештајот на Transparency International за индексот на перцепција на корупцијата за 2021 година, кој што забележува напредок во борбата против корупцијата, а се должи на подобреното место на ранг листата која што оценува напредокот и Македонија се наоѓа на 87 место со 39 индексни поени за разлика од минатата година кога беше на 111-тото место со 35 индексни поени. Извештајот наведува дека подобрувањето се должи на фактот што земјата преседе чекори за кривично гонење на високи функционери за корупција и зајакнување на независните надзорни институции на ДКСК. Владата исто така усвои агенда и акционен план против корупцијата, развиен во консултација со граѓанското општество, кој вклучуваше експлицитни мерки за борба против организираниот криминал, реформи во изборите и правосудниот систем, како и исправување со непотизам, кроенизам и влијание во постапките. Меѓутоа, и покрај видниот напредок, бавното спроведување или неспроведување на одредени препораки дадени во извештајот на Европската комисија влијаат врз создавање на негативна перцепција за борбата против корупцијата. Имено, неспроведување на препораките и понатаму создаваат состојби на кои јавноста најмногу реагира, а се резултат на недоверба помеѓу политичките партии во Собранието на Република Северна Македонија и слабата демократска култура и практики во Собранието, одолговлекување на примена на стратегијата за реформи во јавна администрација и програма за реформа на управување со јавните финанси, бавното спроведување на стратегијата за реформи во судството, реформата на судскиот совет и советот на јавни обвинители, неизграден објективен систем за вработување базиран на заслуги и објективни критериуми поради долго ревидирање на Законот за административни службеници, Закон за вработени во јавниот сектор и недонесување на нов Закон за висока раководна служба,
примена на контрадикторни правила во Закон за внатрешни работи, кои овозможуваат исклучување на вработените од одредбите на Законот за административни службеници, договорите на неопределено време и договорите за дело продолжуваат да се користат за вработување на однапред избрани лица во јавниот сектор, заобиколувајќи ги критериумите утврдени во Законот за административни службеници, пополнување на голем број високо раководни позиции со лица со статус вршител на должност по долго време, слаба респонзивност на институциите во насока на заштита на правото на собственост поради хаосот во сферата на урбанизмот, градењето и загадувањето на животната средина, неспремноста на лицата кои спроведуваат јавни набавки да ги искористат механизмите во Законот за јавни набавки на начин кој ќе обезбеди поголема конкуренција и економично трошење на буџетските средства. Сето ова укажува дека состојбата со корупцијата е сериозна и неопходни се на тамошни чекори за зајакнување на материјално-техничките и човечките капацитети на надлежните институции, нивна независност и проактивност во постапувањето. Во делот на активностите за подобрување на квалитетот во работењето на комисијата, известуваме за решениот проблем со просторните услови, што секако придонесе за подобрување на ефикасноста, за заголемување на ефикасноста на работењето, но и можноста да се инсталира целосно компјутерската опрема која што со години беше неискористена од страна на комисијата. Понатаму, едукацијата на вработените исто така беше на големо ниво оваа година, беа одржани повеќе едукации и обуки за вработените. Има листа на кои се обуки е присуствувано. Започнавме со примена неколку софтверски решенија кои што се реализирани со помош од Совет на Европа. Ќе го споменам софтверското решение за следење на националната стратегија за спречување на корупција и судирани интереси, софтверско решение за антикорупцијска проверка на легислатива, софтверско решение мобилна апликација за антикорупција, заштита на укажувачите, понатаму во тек развој на дата менеджмент систем и управување и систем за управување, комуникацијски портал како и фамозниот регистар, софтвер за регистар на избрани и изменувани лица, односно електронското поднесување на изјави на имотна состојба, кои што се веќе во изработка и се очекува нивно имплементирање во наредниве неколку месеци. Понатаму се осврнуваме на соработката со други институции, која што можам да кажам е импресивна во однос како соработка со домашните организации, граѓански друженија, така и со меѓународните организации. Пред се накратко само би спомнала соработката со Италијанската национална антикорупцијска агенција АНАК, со која што оваа година потпишавме меморандум за соработка и се надеваме на плодна соработка, како и мисијата на ОПСЕ во Скопје, Совет на Европа, со чија што поддршка реализираме голем број активности кои што ќе имаат за резултат секако поголема ефикасност и материјализирање во одредени софтверски решенија. Како последен дел се дава состојба на буџетот на Државната комисија, за што се потрошени средствата. Значи вкупно буџетот бил 46.517.000 денари, од тоа најголем дел 90% се заплати. Најголемиот дел се заплати, понатаму за стоки и услуги и капитални расходи. Подетално по ставки како е трошено е дадено како табела. Тоа е накратко за содржината на извештајот. Сите оние што сакаат подетални податоци, информации, од утре веќе ќе биде јавно достапен на нашата веб страна, така да ве поканувам да го прочитате. Ви благодарам. Ти благодарам, Ката. Може би некој би сакал да продискутира, меѓутоа во интерес на времето, јас би побарала да изгласаме оваа точка и би преминала на следната, заради тоа што знаеме дека со оглед на тоа што ќе се читаат резултатите за пописот, интересот на новинарите ќе биде повеќе насочен таму, па мислам дека е подобро побрзо и да завршиме. Ние немаме што да додаваме, кога веќе го имаме дискутирано и анализирано, така да тоа директно на гласа. Океј.
Добро, тогаш првата точка ја ставам на гласање, односно извештајот. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија го усвои извештајот за работењето во 2021 година. Идеме понатаму за извештај за спроведување на националната стратегија. Дел од податоците поврзани со овој извештај ги спомна и Кате, меѓутоа еве јас накратко да кажам дека ДКСК како надлежна институција за спроведување на мерките и активностите поврзани со спречување на корупцијата и судирот на интереси во рамките на своите надлежности донесе 5-годишна национална стратегија која минатата година Собранието на Република Северна Македонија ја усвои во април 2021 година. Составен дел на стратегијата и на акциониот план за нејзино спроведување во кој детално се разработени проблемите и мерките по активности и индикатори, се систематизирани во 2 хоризонтални области и 13 ранливи сектори, јавни набавки, вработување како хоризонтални области, а секторите се политички систем, правосудство, органи за спроведување на законот, здравство, образование, труд и социјална политика, урбанизам и просторно планирање, животна средина, земјоделство, спорт, економија и бизнис, јавни предпријатија и акционерски друштва во собственост на државата и локалната самоуправа и медиуми и граѓанско општество. Со оглед на фактот дека стратегијата се однесува на периодот 2025 година, ова е всушност прв извештај за спроведување на мерките од националната стратегија. Врз основа на направените анализи и добиените податоци, овој извештај ќе биде основа за спроведување на постапка за изменување понатаму на стратегијата. Овие измени ќе се однесуваат на промена на роковите, на промена на носителите на активностите, онаму каде од добиените податоци тоа произлегува таква потреба, но и на дополнување со нови проблеми. Овој годишен извештај всушност е подготвен врз основа на информации добиени од надлежните институции, означени во акциониот план за носители на активностите. Заради ефикасно следење на степенот на реализација на активностите од стратегијата, веќе Кате испомна предходно, беше развиено софтверско решение со што се обезбеди номинираните лица, координаторите, периодично да доставуваат извештај за степенот на реализација на активностите за кои нивната матична институција всушност е носител на процесот на реализација. По извршеното прибирање на извештаите, ДКСК изврши анализа и евалуација и при тоа го утврди статусот на активноста, дали е реализирана, дали е во тек или пак е нереализирана. Дополнително, во периодот од 7 до 11 март беа организирани и тркалезни маси за секој сектор, на кој што беа поканети представници од сите институции кои што се носители на определени активности. На овие тркалезни маси уште еднашка беа разгледани добиените извештаи преку веб апликацијата, беше продискутирано за предвидените активности и мерки и степенот на реализација, но беше и разговарано и за причините поради кои определени активности не се реализирани. Во националната стратегија 21-25 година се утврдени всушност 54 проблеми, мислам за сите сектори, за чие надминување се предвидени 111 мерки и 191 активност. Овие проблеми, мерки и активности всушност беа предложени од учесниците кои беа представници на институциите, зборувам минатата година кога и се подготвуваше оваа стратегија. Но 40% од мерките всушност се однесуваат на секторите здравство, образование и органи за спроведување на законот, за кои и најмногу има дефинирани активности. Од друга страна, сектори со најмалку детектирани проблеми во областите труд, социјална политика, урбанизам, просторно планирање и животна средина. Повторно ќе споменам дека бројот на проблемите и мерките произлегува од стручните лица кои што беа делегирани од тие институции. Од вкупно 11 активности предвидени за 2021 година, значи 111 за 2021 година, целосно се реализирани 22, односно 20%. Во тек на реализација се 30 активности, во текна се 30 или 27%, додека 59 активности, односно 53%, воопшто не се започнати со реализација. Од прикажаните податоци произлегува дека најголема реализација на активностите има во секторот
правосудство 78%. Понатаму следува секторот медиуми граѓанско општество со 67%. Понатаму хоризонталната област јавни набавки со 33% реализација и секторот образование со 22% реализација. Од друга страна, дури во 3 сектори, како што се труд и социјална политика, земјоделство и спорт, нема процент на целосно реализирани активности. Треба да се напомене дека за секторите урбанизам и просторно планирање, животна средина и јавни предпријатија и акционерски друштва во државна собственост и собственост на единиците на локална самоуправа, за 21 година, значи за извештајната 21 година, не е предвидена ниту една активност. Реализација по институции. Најнизок степен на реализација на активностите се забележува кај Министерството за информатичко општество и администрација, кое од 10 активности има само една активност започната, а реализацијата е се уште во тек. Понатаму Министерството за здравство, кое од 9 активности има само една активност која е во тек. И Министерството за земјоделство и шумарство и водостопанство, кое од 9 активности нема ниту една реализирана. Ако се земе предвид фактот дека овие 3 министерства заедно имаат всушност 28 активности, а тоа е 25% од вкупниот број на активности, тогаш е разбирливо и зошто е толку низок степенот на реализација на активностите во акцијскиот план на стратегијата предвидени за 2021 година. Од приказот за процентот на реализација на активностите по институции, имаме 7 институции кои што имаат 0 нереализирани активности, односно ниту реализирале, ниту започнале било која од активностите. Тоа се Агенцијата за лекови и медицински средства, Агенцијата за слободен пристап до информација од јавен карактер, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за образование и наука, Управата за финансиско разузнавање, Царинската управа и Универзитетот Мајка Тереза. Од друга страна пак треба да се истакне дека Академијата за суди и јавни обвинители, Државниот управен инспекторат, Сдруженијето на јавни обвинители, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Универзитетот Свети Кирил и Свети Климент Охридски од Битола, кои ги реализирале сите предвидени активности за 2021 година, а во оваа група се и Сдруженијето на новинари на Македонија и Советот на етика за медиумите со 67% на реализација на активностите. 12 институции кои биле носители на активности во 2021 година имаат 0% на нереализирани активности, односно или ги започнале или целосно ги реализирале предвидените активности. Сепак, при разгледување на процентите мора да се има предвид фактот дека распределбата на активности не е равномерна, односно дури 18 институции имаат по 1 до 2 активности за 2021 година. Од прикажаните податоци се констатира дека 89 активности, чиј рок на реализација бил предвиден во 2021 година, од нив 59 се нереализирани и 30 се во тек. Тие се пренесуваат за следната година, па заедно со 80 кои што се веќе предвидени за периодот за 22 година, значи во таа година ќе биде во оваа година сега што тече, треба да бидат реализирани вкупно 169 активности. Во следењето на остварувањето на активностите на стратегијата, ДКСК се соочи со проблем со воспоставување и одржување на комуникација со Министерството за информатичко општество и администрација и со Министерството за здравство, кои во утврдениот рок не поднесеа извештаи со податоци и реализација на активностите за кои се носите. Поради тоа ДКСК мораше дополнително да врши проверки на нивните веб страни за проверка, верификација на степенот на реализација на активностите. Дополнително, МИОА ниту делегираше представник на тркалезните маси на кои се презентира извештаите и се дискутираше за реализација на стратегија. Поради сето ова, неопходно е да се воспостави механизам за одговорност на раководните лица во институциите кои не соработуваат и не доставуваат податоци за реализација од стратегијата. Врз основа на направените анализи за добиените податоци може да се изведе и заклучок
дека проценката на ризици од корупција по хоризонтални области и по сектори, направена при подготовка на стратегијата, останува и понатаму релевантна. Односно, генералните интерсекторски ризици од корупција и понатаму се јавните набавки и инспекцијскиот надзор кои се однесуваат на сите сектори и нивното влијание во општеството е всушност највисоко. Понатаму вработувањата во јавниот сектор кои се важни на ниво на централна и локална власт, поради што ризикот од корупција во оваа хоризонтална област во општеството е многу висок. Понатаму ризикот од корупција при издавање на одобренија, решенија, лиценци и дозволи и го поврзува јавниот и приватниот сектор е многу висок, како на ниво на централна, така и на ниво на локална власт, а постои висок ризик од корупција при доделување на грантови, субвенции и државна помош на централно и локално ниво. Во сите анализирани сектори, како заеднички именител, утврдени се следните ризични фактори: силно политичко влијание во јавниот сектор, проблеми со владење на правото и ниска стапка на санкционирање на коруптивното однесување на ниво на општеството, неконзистентна регулатива која остава простор за злоупотреби и поттикнување на коруптивно однесување, ниско ниво на интегритет на човечкиот фактор и недоволна транспарентност, систем на надзор и контролни механизми во јавниот сектор. Од анализата на добиените податоци, од остварената комуникација со носителите на активностите, како и врз основа на бројот на пријави кои ДКСК секојдневно ги добива, а кои се индикатор за потенцијални коруптивни активности, може да се изведе заклучок дека постојат дополнителни два проблеми кои треба да бидат внесени во стратегијата како посебни области, а тоа се инспекцијските служби и располагањето со имот во државна собственост и собственост на ЕЛАС. Инспекцијските служби се сега и дел од повеќе области во стратегијата. Тие се предмет на интерес во секторот органи за спроведување на законот, но и во останатите сектори како што се образование, земјоделство, урбанизам и просторно планирање и така натаму. Проблемот со контролата на извршување на законите во државата е на алармантно ниво. Имено се повеќе граѓани се жалат на нефункционалност на инспекцијските служби, особено оние кои се на локално ниво. Пример, инспекцијскиот надзор во градежништвото. Државниот градежен инспекторат нема доволно човечки и други капацитети за ефикасно и ефективно да ја спроведува својата надлежност на целата територија на државата, додека пак на локално ниво постојат недостатоци во воспоставување на соодветна организацијска поставеност за непречено функционирање на инспекцијските служби. Како резултат на ова, расте бројот на дивоградбите, со што всушност значително се загрозува јавниот интерес. Слична е состојбата и со животната средина, со домувањето, како и со останатите инспекцијски служби на локално ниво. Од друга страна, нејасните и неразграничените надлежности на инспекцијските служби оставаат огромен простор за дискреција и злоупотреба. Од тие причини, проблемот со инспекцијските служби потребно е да се извлече како посебна област во стратегијата со јасно прецизирање на сите проблеми. Исто така, вториот проблем кој се јавува е располагањето со имотот во државна собственост и во собственост на општините. И тоа е уште еден голем и хоризонтален проблем кој се провлекува во повеќе сектори, а особено детектирано во спортот, во земјоделството, економија и бизнис, труд и социјална политика, градежништво и така натаму, односно градежно земјиште. Поради нејасните критериуми и отсутство на прецизна законска регулатива, постои огромен простор за злоупотреба и корупција. Во стратегијата утврдени се определени мерки и активности кои се однесуваат на располагањето на имотот во државна собственост и во собственост на општините, но од добиените податоци и направените анализи произлегува дека институциите кои се носители на овие активности ниту имаат капацитет, ниту имаат доволно законски надлежности за да можат да ги решаваат овие проблеми. Од тие причини се проценува дека оваа состојба треба да биде внесена во стратегијата како посебна област. Од се што беше до сега анализирано и проверено со овој извештај, Државната комисија ги дава следните препораки. Со оглед на нискиот процент на реализирани активности и мерки на акцијскиот план на стратегијата, како и на фактот дека во некои сектори не е реализирана ниту една активност,
Државната комисија смета дека е неопходно да се воспостави силен механизам за контрола, но и институционална одговорност и отчетност за реализација на мерките. Во таа насока ДКСК предлага да се интензивираат активностите на собранието во насока на зголемена отчетност, одговорност и транспарентност на носителите на јавните функции во извршната власт, кои се задолжени за спроведување на активностите од стратегијата. Понатамо, носителите, институциите кои се носители на активностите од стратегијата да создадат услови за континуиран и ефективен систем за известување за степенот на реализација на активностите за кои се задолжени во рамките на својата институција, како и кон ДКСК. А за Државната комисија да се обезбедат средства за зајакнување на капацитетот, односно за формирање на посебно оделение за следење на реализација на стратегијата, за континуирана комуникација со институциите со цел да биде активен двигател за реализација на активностите преку квартално прибирање на податоци од институциите и редовно одржување на состаноци по области. Согласно втората препорака е согласно законот за спречување на корупција и судени интереси да се изврши изменување и дополнување на стратегијата во насока на ажурирање и прилагодување на мерките и активностите, рокот на реализација, индикаторите и надлежните институции, понатаму вградување на предлозите на собраниските тела при кои ги даваа при усвојување на стратегијата минатата година, и третото, дефинирање на дополнително детектираните приоритетни проблеми кои се однесуваат на инспекцијските служби и располагањето со државните ствари. Ова е најкратко што можеше да се презентира извештајот за спроведување за реализација на стратегијата. Доколку има некој нешто да дополни или да каже некоја констатација, нека поволи, ако не, да го усвоиме овој извештај. Никој не се јавува за збор, предлагам извештајот за реализација на активностите на стратегијата да го ставиме на гласање. Констатирам дека истиот е усвоен. Преминуваме на третата точка со која што го дополнивме дневниот ред. Ќе го замолам членот Владимир Георгиев да земе збор во однос на оваа точка. Благодарам. Значи, Државната комисија за спречување на корупција минатата година, некаде во декември, усвои годишен план за следење на имотната и проверка на имотната состојба на избрани и именувани лица. И како таков, меѓу другите беа ставени и суди и обвинители. Зашто го велам ова? Во рамките на четвртиот круг на евалуација од страна на ГРЕКО, предмет на евалуација беа суди, обвинители, но и пратеници. Согласно последниот извештај за усогласеноста околу овие категории на лица е утврдено дека Државната комисија за спречување на корупција е проактивна во низа области, вклучувајќи и проверката на имотната состојба за судиите и обвинителите. Меѓутоа има еден коментар дека треба да ги засилиме нашите активности повеќе и во делот на пратениците. Ние постапуваме кон сите категории, вклучувајќи и проверка дали навремено се исполнуваат обврската да поднесат изјава за интереси, односно изјава за имотна состојба. Меѓутоа препорака е да повеќе се насочиме кон пратениците и во делот на самото испитување на имотната состојба. Од тука затоа предлагам да извршиме измена и дополна на годишниот план, со тоа што ќе воведеме и оваа категорија на службени лица, односно пратеници од собранието. Ние како категорија еве еден предлог, бидејќи знаете, самите постапуваме покрај годишниот план за проверка и по работа на предмети. Значи, по собствена иницијатива или по дојава, ние дополнително вршиме проверки на имотната состојба на сите категории на службени лица. Меѓутоа, годишниот план го правиме со цел да се дополнително и редовно вршат проверки на одредени категории. Сепак, имајќи го предвид и капацитетот односно бројот на овакви проверки што може да ги направиме во текот на годината. Сега, во овој момент, значи, ние имаме една категорија на службени лица, тоа се председатели на совети на општините. Мој предлог е, бидејќи не можеме да дополниме плюс дополнителни
лица 10. од собранието, односно пратеници, наместо овие 10 лица председаватели на совети, да ставиме 10 пратеници во зависност нели од критериумите и ризикот, па ќе оцениме кои ти пратеници ќе бидат. Добро. Дали има некој нешто да дополни? Повели Совчев. Чисто коментар. Значи, само да подсетиме дека тоа не е законска обврска, дека во декември мора да донесеме план за следната година и дека е тој врз основа на проценка на ризик за категориите. Во тој момент, да речам, не толку имајќи ги предвид дека повторно Греко ќе не опомене за пратениците, ние мислевме дека е добро и да влезат советниците во категоријата. Тие секако нема да бидат изоставени, но еве со проценката на ризикот и забелешката во однос на исполнувањето на обврските од препораките на Греко, добро е оваа измена да ја направиме и да се надеваме дека што побрзо ќе бидат софтверските решенија и дека тоа ќе биде со многу поголем интензитет и поголем број на за кои што ќе можеме да спроведеме процесот. Океј. Тогаш предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен. Имаме едно новинарско прашање, дали извештајот за стратегијата ќе биде ставен на веб страна? Да, ќе биде ставен на веб страна и утре заедно со извештајот за годишниот извештај за работењето на ДКСК за 21 година и овој извештај во рамките на предвидениот законски рок 31 март ќе бидат доставени до собранието на РСМ. Значи ќе бидат и објавени на веб страната. Значи утре, за да им појасним дека значи утре, да. Страницата ќе биде. Да. Ние сега денес ги усвојуваме, утре ги објавуваме. Добро, дали има уште некои прашања? Простор за новинарите ако има да прашат нешто? Нема. Се е јасно, се сме кажали. Добро, тогаш колеги ви благодарам за присуството. Со тоа завршува 64-та седница на ДКСК. Се гледаме понатаму. Чао. Чао.